Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е 23 декември 2015 година. Еве ги вестите кои го одбележаа денешниот ден. Денеска во Кавадарци заседаваше Советот на Вардарски плански регион. Председателот на Советот и градоначалникот на Велес Славчо Чадиев нагласи дека годината е успешна за целиот регион. Реализирани се бројни проекти, а со исто темпо ќе се работи и следната година. Градоначалникот на Кавадарци информира дека на денешната седница пред градоначалниците беше презентирана идејата за изградба на фабрика за обработка на отпад од каде ќе се добива топлинска енергија за потребите на локалните институции. Денес сме во просториите на општина Кавадарци, каде што Вардарскиот регион ја одржува својата 16-та редовна седница на Советот на Вардарскиот регион, плански регион, меѓутоа ова е и последна завршна седница, каде што покрај усвоениот дневен ред што ја предложиме, кој што ќе се усвои, најкарактеристични се две точки. Тоа е секако нели предлог одлуката за финансирање на Вардарскиот плански регион за 2016 година, како и акцијскиот план за работењето на Вардарскиот плански регион, кој што се доминантни точки во целокупната оваа денешна седница, каде што ќе се определува рамката за работењето на проекти за 2016 година. Јас да кажам дека во изминатиот период, тоа ќе го кажеме на наредната седница во јануар месец, што ќе имаме на Вардарскиот плански регион, каде што ќе дадеме дефинитивен извештај за што е она сработено, меѓутоа само во кратки црти дека ние имаме сработено повеќе од 20 големи проекти. Значи не зборуваме за меки мерки во целиот Вардарски регион, додека зимната година веќе планираме да имаме 25 проекти што ќе ги понудиме на општините во Вардарскиот плански регион, секако во соработка со UNDP, Министерството за локална самоуправа и помеѓу општините. Тоа значи дека продолжуваме со интензивната работа на регионот, пред се со работењето на проекти во секое населено место, односно во секоја локална самоуправа. Токму и тоа целта на функционирањето на регионот и со задоволство може да кажам дека Вардарскиот регион полека на сигурно се искачи на врвот со активностите по работењето меѓу сите 8 региони во Република Македонија. Едноставно имиџот за работењето на Вардарскиот регион, на сите 9 градоначалници и секако на директорот на Вардарскиот регион и службите е качено на многу едно високо ниво. Тоа со задоволство може да констатираме и со оглед на тоа дека едноставно немаме проекти што сме аплицирале, а сме одбиени. Оваа година за прв пат учествуваме и на ПОВИК, каде што учествувавме со проект за рурален развој и добивме 3 проекта во висина повеќе од 62 милиона. Тие се сите проекти наменети за општина Свети Николе. Значи, прв пат се аплицира регионално. Покрај тоа што општините аплициравме поединашно и регионот аплицираше и успеавме во тој повик да ги добиеме овие средства кои што се веќе во фаза на реализација. Тоа значи дека идната година ќе работиме за друга општина, ќе правиме проекти и се надевам дека повторно ќе повториме овој успех што го имаме оваа година. Мене ми е посебна чест да бидам домаќин на Вардарскиот плански регион. Нешто што е специфично за овој состанок, тоа е презентацијата која што ќе следи на една компанија застапувана од Скопје, меѓутоа на собственици и луѓе кои што се од Италија, кои што еднаш има тука презентација. Еве, во интерес на јавноста би кажал неколку сегменти од тоа што го нудат инвеститорите. Накратко тие нудат да сите оние трошоци кои што ние како Вардарски плански регион ги имаме за затоплување на сите институции кои што се во надлежност на сите локални самоуправи, да во иднина бидат еден буџет од кој што ќе се плаќа нивната инвестиција. А нивната инвестиција се состои во тоа да на територијата на целиот Вардарски плански регион се направи една фабрика кој што ќе го прибира целиот отпад, од кој што ќе се произведува соодветно гориво, и нивната инвестиција во замена на пламениците на сите грејни тела кои што ги имаме по целиот Вардарски плански регион, односно нивната инвестиција да биде тековно исплаќена со оние трошоци кои што ги имаме или приходи, наменски дотации кои што ги добиваме од страна на државата. Значи без дополнителни финансии од оперативните буџети на локалните самоуправи, во наредниот период, а тоа ќе го каже и студијата за јавно-приватно партнерство, да се финансира овој проект, а луѓето се заинтересирани оваа
во наводници фабрика за отпад или фабрика за производство на вакво гориво да биде лоцирана на територијата на општина Кавадарци. Ова е само една можност, морам да кажам, како задолжен за депонирањето во Вардарскиот плански регион. Имавме интерес и од чешка компанија, која што се уште не е откажана од својата намера, така што за прв пат еве во овие неколку години имаме интерес од страна на компании кои што без со дополнителен надомест или дополнителен товар на сметките на граѓаните за износ на смет нудат нешто што би го решило и грејењето и депонирањето кое што мора да биде во законски рамки. За таа цел ви имаме тука и представник од Министерството за екологија и за другите точки и се надевам на плодна расправа, дискусии и соодветни заклучоци. Се продолжува со комуналната изградба на Кавадарци. Денеска се асфалтираше улицата Партизанска. Денеска оперативата на фирмата Изолација од Скопје изврши асфалтирање на дел од улицата Партизанска. Станува збор за зафат од програмата за комунална изградба на општина Кавадарци, со кој се постави нов слој на асфалт на делот од улицата кој беше многу оштетен. За оваа намена општината инвестира 862.000 денари, пари од буџетот со кој се финансира поставувањето нова асфалтна површина од 1050 метри квадратни, односно во должина од 200 метри и дебелина од 5 сантиметри. Третман на работа беше потегот на улицата од триаголникот кај паркот Полана до спојот со улицата Мирче Ацев. Со овој зафат се комплетира реновирањето на улиците во овој дел од Кавадарци, бидејќи претходно се постави нов асфалт на комплексот улици Охридска и на улицата Мирче Ацев во урбаната заедница Кула, информира денеска од службата за односи со јавноста при општина Кавадарци. Показна вежба за штетните последици од употребата на пиротехнички средства изведена вчера пред велешките ученици. Општинската организација на Црвен крст од Велес во соработка со одсекот за превенција при СВР Велес и професионалната противпожарна единица вчера во Младинскиот парк пред ученици од велешките училишта изведоа показна вежба за штетните последици од петарди и други пиротехнички средства. Веролјуб Додевски, началник на секторот за превенција при СВР Велес, потенцира дека поради сериозноста на повредите кај децата и младите апелира до нив да се воздржат и да не употребуваат петарди и други пиротехнички средства со кои ќе го загрозат своето и здравието и животите на останатите другарчиња и граѓани. Има деца со оштетени раце, прсти, штетен и звукот од петардата за оние кои се наоѓаат во близина на детонацијата. Тој делува стресно за сите што не ги гледаат, но ги слушаат. Штетно по здравието е и вдишувањето на микрочестичките од испуканата петарда, потенцира Додевски. Љупчо Липидовски, командир на противпожарната единица од Велес, им порача на младите да не фрлаат петарди, посебно во затворени простории, бидејќи освен загрозувањето на своето и здравието на останатите лица, може да предизвикаат и пожар. Од СВР Велес вела дека ваквите превентивно-едукативни вежби позитивно влијаат врз децата и младите. Како резултат на тоа, посочуваат, секоја година во Велес пред и за новогодишните празници се намалува бројот на продадени и употребени петарди и други пиротехнички средства. Росоман и општина Пладниште, Република Србија ќе соработуваат и на економски план. Европскиот пазар е заеднички интерес за пласма на производите препознатливи за двете општини. Општина Росоман и Пладниште, Република Србија соработуваат од 2010 година. Соработката од културно и спортско поле полека повлекува и економски план за соработка на општините, најави неодамна при посетата на Росоман членот на Советот на Пладниште Милорад Стоилковиќ. 2010 година сме подписали. Во 2010 година подпишавме повелба за збратимување на двете општини, зашто ми е многу драго и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме соработка. Може само да се пофалам дека ние може сме единствена општина во Србија која во службениот јазик го има македонскиот, па така кога доаѓате кај нас може убаво да се види на таблата на општината дека ние мислиме за македонскиот народ. Односно во нашата општина преку 50% се од македонска националност, а во целата општина се распространети во 13 населени места. Овој денешен ден многу значи за нашата општина, тука да ја продолжи
продолжиме соработката. Досега сме имале соработка на културно и спортско поле. Се надевам дека во блиска иднина соработката ќе продолжи и на други полиња, затоа што, да кажеме, во еден дел сме слични. Пријателите од Росоман се занимаваат со овоштарство и еден голем дел на општина Пландиште се занимава со овоштарство. Точно е дека разликата е во сортите. Ние се занимаваме со производство на вишни и сливи и се надевам дека со голема поддршка на градоначалникот на Росоман ќе го најдеме патот кон Европа, можеби кон Турција, да ни помогне со неговото искуство, можеби има повеќе искуство со пласирање на таа роба, па и ние малку да се вклучиме со нашата, која е многу интересна, вишната и сливата да стигнат во Европа и да ја имаме таа заедничка соработка и заеднички да настапиме на европскиот пазар. Позитивни резултати на економски план од соработката со Пландиште очекува и градоначалникот на општина Росоман Стојан Челазов. Моје задоволство, иницијативата во 2010 секоја година се продлабочува се повеќе и она што мене ми е посебно драго е дека со луѓето од и не само со политичарите, значи и луѓето од општина Пландиште и од Росоман стануваат се поблиски и тоа е задоволство за кога како човек, како политичар ќе го доживееш да видиш дека една соработка е така плодна. Навистина во овој дел досега сме имале соработки на културен и спортски план, додека во наредниот период нормално дека двете општини мора да размислуваат како да се продлабочи таа соработка во сите сфери на она што ние како меморандуми го потпишаме, но и како потреба што ни е за нас и за граѓаните, и верувам дека во блиската иднина ќе видиме заеднички проекти за пред Европа, како што кажав, и Република Србија и Република Македонија се пред вратите на Европа со ние сме со еден чекор за сега понапред, но верувам дека заеднички можеме многу проекти да аплицираме пред европските фондови кои што навистина може да се искористат за добробит на граѓаните. Од 28 до 30 декември на градскиот плоштад своја програма ќе имаат основните училишта, а вечерта на 31 декември ќе ги забавува Блаже Богев, Дани Димитрова и Владко Лозановски. Традицијата продолжува. Основните училишта од градот ќе имаат своји получасовни настапи на градскиот плоштад во терминот од 12 до 13 часот, а половина час пред тоа Дедо Мраз на учениците од 1 до 5 оделение ќе им подели новогодишни пакетчиња. За понеделник 28 декември предвиден е настапот на основните училишта Гоце Делчев и Тошо Велков Пепето. Во вторник училиштата Страшо Пинџур и Димката Ангелов Габер од Кавадарци, а во среда на 30 декември училиштата Тоде Хаджитефов и Димката Ангелов Габер од Ваташа. Во четврток на 31 декември во 12 часот на градскиот плоштад настап ќе имаат солистите од детскиот фестивал Гроздоберче, додека новогодишната програма започнува во 22 часот со настап на Блаже Богев, Дани Димитрова со својот бенд од 22:30 часот и од 23:30 Владко Лосановски со својот бенд. По огнометот во 12 часот традиционално обраќање ќе има и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Општина Неготино полека почнува да се подготвува за дочекот на новата година. Полека, но сигурно одминува старата, а на прагот е новата година. Како и останатите општини, така и општина Неготино периодов се подготвува за дочекот на новата 2016 година. За текот на настаните денеска информираше градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов. Вообичаено како и секоја година и оваа година, ние како локална самоуправа на сите установи, на сите асоциации и им подаруваме по едно новогодишно пакетче, значи на дечињата во детската градинка Фемо Кулаков, кои организираат една свечена приредба по повод новогодишните празници во вторник, че им дадеме по едно новогодишно пакетче и на останатите на Друштвото за хендикепирани лица порака, на Сдруженијето на слепи лица, на самохрани родители, во сите детски игрални, во сите населени места во општина Неготино, и еве го користам моментот и приликата да ги повикам сите граѓани на општина Неготино на 31 вечерта, односно во очи новата година, да излезат на градскиот плоштад. Ги поканувам да заеднички ја прославиме новогодишната ноќ.
Значи, за таму спремавме една културна програма каде што музички групи од град Неготино ќе ги забавуваат граѓаните на општина Неготино, нормално и на сите посетители кои таа вечер ќе бидат присутни на градскиот плоштад во Неготино, и како и секоја година и оваа година мислиме да ја одбележиме на традиционален начин дочекот на новата 2016 година. Дечињата од детската градинка Праскичка од Росман денеска беа во посета на градоначалникот Стојанче Лазов. Безброј прашања денеска доби градоначалникот на општина Росуман Стојанче Лазов, колку трае неговото работно време, дали е тешко да си градоначалник, што работи градоначалникот, која е неговата улога, што сакал да биде кога ќе порасне, го прашаа денеска наискрените дечињата од детската градинка Праскичка во Росуман. Лазов со насмевка одговараше, потенцирајќи дека вакви гости се добредојдени секој ден во неговиот кабинет. Пред дечињата од градинка градоначалникот зборуваше за проектите и делата кои се од особено значење за младите од општината и нивниот правилен развој, образование и едукација. Запознавањето со институциите и нивната улога се дел од темите на кои работат дечињата од предучилишна возраст во градинка. Па во таа насока информираат од Праскичка беше и денешната посета во градоначалничкиот кабинет. Во основното училиште Страшо Пинчур во Неготино во петок ќе се реализира новогодишен базар. И година во основното општинско училиште Страшо Пинчур од Неготино ќе го реализира традиционалниот новогодишен базар и новогодишен концерт подготвен од учениците солисти и училишниот хор. И на овој новогодишен базар учениците заеднички со наставниците и родителите ќе ги изработат прекрасните украси и ќе ги изложат пред сите посетители. Настанот ќе се случува во петок на 25 декември со почеток од 12 часот, на кој се покануваат сите родители, ученици и граѓани да дојдат да присуствуваат, да се купат од прекрасните украси по символична цена и да ги слушнат прекрасните песни испеани од учениците. Инаку Неготинското училиште и минатата година го реализираше новогодишниот базар на кој ги изложија своите изработки. Сите посетители дојдоа да си купат по еден украс, а учениците беа презадоволни од продадените украси и се надеваат дека и годинава ќе бидат продадени исто толку. Минатогодишниот новогодишен базар, кој беше од отворен карактер, беше посетен и од градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов и представници од општината, кои исто така си купија по еден новогодишен украс. Утре во 12 часот ќе се случи премиерата на новогодишната представа Ало Северен пол од Афродита Киријаковска во режија на Александар Малинков. За најмладите љубители на театарот и оваа година новогодишна театарска представа, чие премиерно прикажување ќе се случи утре во 12 часот. Станува збор за представата под наслов Ало Северен пол од Афродита Киријаковска во изведба на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе. И покрај тоа што сите актери имаат придонес во режиското оформување на оваа детска представа, како режисер се јавува Александар Малинков. Улогите ги толкуваат Мирка Владанка Недева, Немирка Симона Богева и Теона, тоа се трите внуки на Дедо Мраз, ја толкува исто така Теона Јорданова. Во улогата на полицајецот ќе го гледаме Коле Колев, детективот Мразоспас ќе го толкува Диме Коцевски, Джозефајн Снежана Карова, Клементајн Милица Гочевска и на крај во улогата на Дедо Мраз ќе го гледаме Александар Малинков. Балетските точки ги изведуваат малите балерини од балетското студио Венус со кореографија на Билјана Грозданова Иванова. Во останатата екипа да ги споменеме суфлерот Кристина Сакалиева, инспициентот Маријан Тодоровски и техничката поддршка на Диме Темков. Овој текст на Афродита Киријаковска премиерно на сцената на Кавадаричкиот театар беше изведена 1986 година, потоа во 1994 година и сега по трет пат. Во зависност од потребите на основните училишта во општината, новогодишната представа Ало Северен пол ќе се игра се до 29 декември за учениците од прво до пето оделение. Денеска со околу 20 учесници се одржа четвртиот поред традиционален надпревар во табла, организиран во чест на професорот Гоце Јосифовски Ромбо. Ова е веќе четврта година. По повод починатиот наш колега Гоце Јосифовски Ромбо се одржува турнир во табла.
Значи, овој турнир го правиме на 2 пати. И тоа едниот е за пријателите на Гоце, оние кои што цело време бевме со него и кои што редовно играеме табла по одредени места. Секоја година, значи, се организира ова по неговата смрт, ова е 4ти поред, така да очекуваме дека денеска на овој турнир ќе учествуваат за пријателите на Ромбо околу 16 до 20 учесници. Се уште се присобираме па да видиме колку ќе бидат. Обезбедени се награди за прво и второ место, и тоа за прво место обезбедена е копија од негова слика, значи од негово дело, а за второ место е обезбедено табла. Истиот овој турнир го организирам уште еднаш за колегите кои што бевме цело време заедно со него во нашето училиште, така да тој турнир ќе биде утре во нашето училиште. И за тој турнир се исто така обезбедени истите награди. Времето утре сончево со мала до умерена локална облачност, поделни котлини ќе има појава на магла, особено предпладне. Попладне облачноста ќе се зголеми, а ќе дува слаб до умерен северен ветер. Температурата ќе достигне до 7 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за ова издание на вестите. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.